Многу емоции, можеби и понекоја солза ви застана во грлото, но ова е една од најубавите песни кои што секогаш како потсетник треба да ни бидат на сите нам кои што си ја сакаме својата земја. Една од оние кои што не ја сака само преку музиката, туку и воопшто е нашата денешна гостинка, на радост на сите вас, особено на македонците во диаспората. Ова утро со нас Андријана Јаневска, добре ни дојде во утриската. Добро утро, Сузем. Ти благодарам што и покрај овај многу збиен период, денови во кои што ти имаш многу активности, најде време да дојдеш овде да ни ги споделиш сите твои импресии од гостувањето во Швајцарија, па после тоа имаше и други гостувања. Завчера беше во Ваташа, каде што исто така еден тон емоции понесе и ни донесе. Не знам само каде ги процесуираш, каде ги обработуваш. Не ве вака, ајде да започнеме од Швајцарија. Таму за време на настапот. Да. Да, значи во Швајцарија бев, да речеме, на еден проложен викенд, така како го наречеме, бидејќи имав два настапа. Едниот беше минатиот петок пред швајцарската публика, меѓутоа стануваше збор сепак за, да речеме, истиот фестивал, во рамките на истиот фестивал, а додека пак во саботата беше нашиот македонски ден, каде што македонците се представија пред швајцарците, значи со нашата традиција, богата храна, вина, песна, музика, литература, слики и така натаму. Имавте и прилог, ми се чини, во петокот, значи за оние кои што можеа да го проследат. Навистина имаше една богата содржина. Јас не бев прв пат во Швајцарија, меѓутоа за прв пат, да речеме, на еден ваков, пак ќе го наречам фестивал, бидејќи траеше неколку дена, на покана, значи, на Друштвото Македонија, од Ешалан, Швајцарија, и навистина сум многу благодарна, бидејќи мислам дека одлично се представивме пред швајцарската публика, исто така со наши македонски песни, традиционални, нешто од нашите македонски евергрини, нешто од моите песни, така. Да, одлично. Честитки ти, честитам што успеваш да стигнеш секаде и таму каде што навистина те чека долго време. Од она што и јас кога бев на истите места со екипата на Алфа телевизија, сватив дека тие навистина се толку многу добро информирани, толку многу сакаат да се во текст со се што се случува во нашава земја, не само на политички план, бидејќи со политика го стартувавме ние секое утро па и денешново, но и она што се случува во работата и во дејноста на секој еден изведувач кај нас, колку се запознати со она што ти го работиш, ти го правиш. Апсолутно исто како тука да живеат. Значи сега добро, тоа е нормално благодарение и на социјалните мрежи, медиумите и така натаму, значи нонстоп се во тек. Ги пеат ли твоите песни? Да, ги знаат песните, особено оние што се, да речеме, по-патриотски. Меѓутоа, како што кажав, повеќе акцент дадовме на традиционалните песни, заедно со романтик бенд од Струга, морам да ги споменам, значи заедно настапувавме. И така на крајот заврши со една убава македонска традиционална свадба, така и беше по протоколот. Значи, беа воодушевени швајцарците, навистина, и од храната. Имаше пастрмајли, имаше кебапчиња, имаше други некои сладки благи, имаше месени работи. Така, многу интересно. Значи, како што јас разбрав, ова беше за прв пат вака, да речеме, на ниво на Македонија, да биде организиран еден таков македонски ден и се надевам дека ќе прерасне во традиција. Да, чиста петка им давам на македонските швајцарци, во без разлика дали се наоѓаат таму во францускиот или во германскиот дел, што и мене многу пријатно ме е изненадија, затоа што и јас одамна на едно место немав видено 3.500 луѓе собрани на еден настан, што е за еден голем респект. И чинам дека луѓето кои што си се долго време одсутни од својата земја прават се, но и многу повеќе отколку овде, за да ја спасиме до некаде традицијата, за да не ги фрлиме во заборав сите традиционални вредности и минатото кое што ни е останато во наследство, бидејќи народ без минато не може да има своја иднина. Да, така е, дрво без корен ќе бидеме. И тоа многу ми се допадна, конкретно и за македонската традиционална свадба, буквално сите обичаи од почеток до крај, многу интересно беше. Беа воодушевени швајцарците, беше дури и собственикот на Неспресо, значи доста, да речеме, така еминентни личности од таму, и беше и градоначалникот на Ешалан. Интересно беше. Предпоставуваше ли некогаш на почетокот на твојата
музичка кариера, кога за прв пат имавме можност да те чуеме по фестивалите, дека некогаш ќе дојде ред да ги воскреснуваш старите македонски народни песни? Па не знам, искрено немам размислувано, меѓутоа тоа го чувствувам како дел од себе, бидејќи баш вчера се потсетив на некои денови од моето детство. Тоа било нормално, значи на пример моите родители кога седеле со друштво да се пеат македонски песни, значи на трпеза што се вели. Мене нарастена сум едноставно со нашите македонски традиционални песни, ги чувствувам како дел од себе и тоа мене ми е нормално да ги пренесувам и понатамо. Какви се твоите впечатоци кога гледаш дека многу малку од нашите колеги, од твоите колеги ја негуваат македонската традиционална песна и секогаш на нивните настапи пеат нешто што е популарно во регионов, особено српските песни и песните кои што се минливи и песни кои што немаат никаква вредност? Да, тоа е деликатна тема. Пак останува секој, како да кажам... Да го избере она што... Да го избере тоа што сме... Тоа од секогаш мислам дека постоело, не дека сега... Сега добро, може би така има нека кулминација, да речеме, достигната, меѓутоа јас имам сепак надеж дека во секој од нас тлее тоа исконското и дека сепак нема да го заборавиме, дека ќе се навратиме. Да. Надежта потекнува од одсекот на традиционална музика. На факултетот имаме ли таму нови сили на млади генерации кои што се од ново време, од дигитално во време, но сепак сакаат да си ја знаат и познаваат традицијата и македонската песна? Има доста, има и во Илија Николовски Илој во Средното музичко училиште, нели одсек, така што има и таму доста дечиња, има и на факултетот за музичка уметност, има и на институтот за фолклор. На вистина... Како постигнуваш сега? Да имаш ли некоја формула и минатиот пат кога ни гостуваше, можеби има година, можеби или има година, те прашав како успеваш добро да го изменаџираш времето, во што е тајната? Те има на многу места и успешно делуваш, вклучително тука и со твоето музичко училиште, со децата. Тајната е прва во тоа да точно знаете што сакате да направите и да постигнете, да знаете колкав ви е капацитетот, да не се преценуваме некогаш дека можеме се. Значи, не го работам тоа што не го знам. Еве, така да речеме. И тајната е исто така во тоа ефикасно да ги извршувате задачите. Значи, ако се договориме тоа и тоа, дека тогаш ќе биде, мора да се заврши. Значи, на таков некој начин само може да се функционира, инаку не. Нели цело време ќе ви се пролонгираат работите. Добро спомена, значи имавме и концерти со музичкото училиште, каде што во моментот се образуваат над 100 деца по предметите солфеж, виолина, пијано и соло пеење, популарни жанрови. Имавме 2 концерта оваа година и навистина не само концерти, туку и доста надпревари. Значи само оваа година имаме освоено 13 награди, од кои најмногу први места на меѓународни надпревари. Навистина сум горда затоа што гледам дека и децата сакаат да напредуваат, да учат, да се образуваат. Секоја чест. Да. Секоја чест на вистина. Завчера, поточно во петокот, се одбележа 80 години од масакрот во Моклиште, Ваташа, 12 деца кои што беа погубени и убиени. Песната која што тие отпеа на последнава Златна бубамара на популарноста, всушност една од најпрегледуваните и најпреслушуваните видеа на YouTube, песна која што ги поткрева сите наши клетки и вознемирува, растажува воедно и подсетува на нешто што не треба да вистина да се заборави, но ти повторно ја отпеа завчера на тој терен. Така е, како еден крик, да речеме, на народот, можам така да кажам, бидејќи гледам дека и по коментарите, по споделувањата на социјалните мрежи, на вистина ги потресе таа изведба, зборам нели за Златната бубамара. И нормално сега, еве, по повод 80 години, значи, од овој масакар кај Ваташа, на покана на градоначалникот на Кавадарци, на општината Кавадарци, имавме чест овој пат и заедно со Катарина Танева, која што и самата е од Ваташа, да речеме, на некој начин да ги сплотиме заеднички тие емоции и повторно да
да ја донесеме таа емоција. Навистина беше на некој начин и тешко, бидејќи пеевме на самото место. Меѓутоа, како што кажав, гледам дека тоа луѓето го чувствуваат. И тоа е поентата всушност. Успеваш ли емотивно да се заштитиш на ваквите? Па пробувам. Колку што да си создадеш еден имунитет, бидејќи не е лесно пред семејствата на убиените деца да ја изведуваш оваа песна. Да, тоа исто го размислував пред самиот настап. Тоа е чисто од професионален аспект, како пред било кој настап. Значи, мора да направите еден гард, еден штит, бидејќи како професионален изведувач мора така да постапувате. Емоциите да ги оставиме за оние кои што ве гледаат, а инаку никогаш нема да може ништо да отпеете. Ако секогаш емоциите директно ги пренесувате на местото. Значи, нормално дека треба да има, меѓутоа, како не можам тоа сега точно да го објаснам нели пред публиката, тоа е сепак, значи, оној дел од професионалната страна на секој музичар. Значи, треба да пренесете емоцијата, меѓутоа и во исто време да се заштитите, нели, да може да ја отпеете или да отсвирите песната до крај. Тоа е тоа. Ако дозволиме емоцијата да е посилна, тогаш и настапот. Тоа е тоа, да. Какви се плановите? Знам дека покрај деновите за одмор кои што сигурно ќе ги најдеш, мораш да ги најдеш. Сигурна сум дека ова лето и уште си професионално ангажирана и уште многу битни настани ти престојат, иако летото стартува веќе од задутре. Да. Значи ќе има некои настани и летово, меѓутоа јас секогаш сакам во текот на летото, барем додека моите деца не се на училиште, максимално да им се посветам. Заминуваме на годишен одмор со супругот и со децата. Сега во јуни, баш на почетокот на летото. И потоа здравје во јули ќе имам некој настап на пивофестот во Прилеп, тоа ми е до сега договорено и следуваат и уште некои настапи, меѓутоа сепак фокусот ќе биде овој пат на патувањата и на одморот, затоа што мора секој човек тоа да го прави едноставно. Да ги наполниме батериите, да се рефрешираме. Бидејќи одите заедно со дечињата, предпоставувам дека одите на 4 тркала, не на 2. Па не знам како ќе му дојде. Моето сочувство дека оваа пролет не ти беше наклонета за возење мотор. Да. За жал имавме претерано многу врнежливи денови и моторот не го возеше многу често, нели? Па повеќе го возев во февруари отколку сега во април-мај. И во јуни, во моментов ми е сега на фул сервис, затоа што сакам во текот на летото исто така малку да патувам и со моторот. Па штом се вратиме, значи, од летување со фамилијата, ќе видиме нешто, можеби и со Сакам да те прашам, како една од малкуте дами која го владе ова возило, кое сигурно не е така лесно за управување. Знаеш, сум ти ја открила мојата жилба, која никогаш досега не успеав да ја реализирам. Можеби во некој следен живот ќе научам, ама за овој не верувам. Мотор на 3 тркала, да. Ама на 2 тешко. На што те научи моторот што не те имаше научено автомобилот? Уште повеќе дисциплина во сообраќајот. Јас, бидејќи имав 20 години веќе шоферски стаж претходно, и тоа активен стаж, не само да имам возачка дозвола, туку возење секој ден. Кога полагав повторно за мотор, се потсетив уште еднаш, значи на сите сообраќајни правила, значи како да кажам, изострен ви е и видот и слухот. Гледаш и со тилот. Да, баш така, мора да сте максимално сконцентрирани. Ете така, некако и дури ти од комисијата ми рекоа, сега ќе си ги повториш повторно правилата, бидејќи додека возите автомобил, поопуштен сте некако. Сепак можеш и со една рака, па да си слушаш нешто музика и така, додека си на мотор нема максимална концентрација. Браво. Браво, ти се восхитувам. Навистина ова по не знам кој пат ќе ти го речам, ама јас секогаш сакам да го споделувам она што го чувствувам како мајка на синови контра мене, јас сум мајка на кирки. Што научи од твоите синови, што еве ние девојчињата да речеме не го имаме во фабричко подесување? Па многу се емотивни. Иако ние како жени да речеме мислиме дека нели не е така, еве како мајка на момчиња можам да видам дека навистина се емотивни. Мислам дека и како наставник, гледајќи ги машките деца, истото го забележувам, само што со текот на времето некако учат да прават некои штити и некоја емотивна така барикада. Инаку мислам дека што знам, јас сакам да ги научам да ги почитуваат жените,
да ги сакаат, да бидат джентлмени, нели? Тоа е од мене како мајка што можам да го понудам. Па сега ќе видиме понатаму како ќе се развиваат во животот. Ке не информираш понатаму кога ќе дојдат во оние најинтересните години, се уште не се влезени во нив. И морам да го искоментирам и онај настан кој што оваа година не бевме дел од истиот, евровизиската забава, евровизиската журка, на која што со години наназад ни се случуваат некакви лоши приказни и овој пат Македонската радио и телевизија одлучи да не ја представуваме нашата земја. Мислиш дека е тоа добра одлука или сепак треба да не има како еден талентиран народ, како една мала, ама многу музички талентирана земја, не смеевме да си дозволиме да не нема таму? Не знам, искрено немам баш размислувано сега вака да пресечам дали да или не. Може би одговорот е некаде на средина, значи треба да одиме доколку навистина имаме добра песна и добар изведувач, не по секоја цена. Ете тоа би бил мојот одговор. Ако мене лично ме прашуваш, мене некако ми помина меракот, искрено, пред 20 години кога 3 пати бе второ место. И ти се смачи од вторите места. Не, некако не знам, светот на младите останува, ете така ќе кажеме. Значи, тука некаде треба да е во средина, значи кога ќе сме сигурни дека имаме добра песна, добар изведувач, тогаш да, меѓутоа не по секоја цена само пари да трошиме. Да, тоа се навистина преголеми трошоци за во една ваква нестабилна економска состојба во која што се наоѓаме ние. Тука некаде ќе си го заокружиме разговорот. Јас посакувам до крајот на твојата музичка кариера, крајот е многу далеку. За крајеви не зборуваме, но еве посакувам вистински да ти се случи тогаш кога треба да ти се случи и ти да не представуваш еден ден на овој голем настан. Да ја поздравиме нашата диаспора. Денеска си тука можеби најмногу на нивно инсистирање, бидејќи тие редовно ми пишуваат, редовно предлагаат гости и редовно имаат замолница за нивните омилени јавни личности кои што сакаат да ги видат, кои што сакаат да ги слушаат и им се на некаков начин конекција со својата земја или со стари крај, како што не нарекуваат од Австралија. Јас сум навистина воодушевена од она што го сретна во Швајцарија и би посакала по тој терк така да функционира секаде македонската диаспора во секоја земја каде што има македонци, а ги има многу и низ европскиот континент. Па мислам дека се сплотени генерално, вака каде што сум била низ Европа, Америка, Австралија, Канада, исто да не заборавам последното гостување, функционираат и тоа ми е многу мило. Да. Така што уште еднаш еве ти благодарам значи на македонците од Швајцарија за поканата. Да не заборавам, еве и повторно ќе гостувам на 13 јануари за Василица и се надевам убаво ќе поминеме. Одлично. Ти благодарам многу што ни дојде ова утро.